Ви што не го знаете. Поздрав на сите, добро дојдовте во новото клипче, во една и во новиот серијал, тоест емисија. Значи, доколку ви се допадна овој нов серијал, слободно ставете лайк, субскрайб и комент и продолжуваме со овој серијал. Накратко ќе ви објаснам во тоа што се содржи оваа моја емисија. Значи, емисијата е на темата македонски јутубери. Ќе имаме најчесто гостин македонски јутубер, значи ќе се обидам сите да ги поканам во мојата емисија, да слушнете тајните кои не ги знаете, да ви го кажат тоа директно, да го слушнете од нив. Едноставно да знаете какви се зад мониторот или зад камера. На мојот чест денес го имам, уште во првата емисија денес го имам мојот прв гостин, значи со задоволство и слободно можам да кажам дека тој е еден од оние македонски јутубери кој почна прв да снима, да, точно добро слушнате, прв да снима. И слободно можам да кажам дека тој е еден од најдобрите македонски јутубери. Ви го представувам човекот кој го ценам како брат. Дази! Добар ли си, брато, се најавно да видам како е што има ново кај тебе пофали? Брат, помина новогодишните празници, едно видео таму кие нешто ставивме, тоа ше речи си немаме ништо, ставено главно сум добар и ете. Така, значи јас и следев кај тебе на каналот, значи имаше нешто нови видеа, како што знаеш да си поставиш ти добри, одлични видеа, интересни, да ги насмееш луѓето, да ја насмееш публиката. Значи едноставно ќе те пофалам. Тоа ми прерасна на стадно кажано во хоби, мислам. Кога јас почнав да снимам, тоа беше некако нешто на видео. На YouTube само се македонците беа само за да слушат некоја музика или пак евентуално да гледат. Значи сето тоа некако полека почнува да функционира. Па сега ќе видиме каде ќе. Така е, па сега што братче ќе почнавме на таа тема. Објасни го ти твојот почеток на YouTube, твоето првото видео, па се до сега како ти одеше, дали ти беше тешко на почетокот, дали си помислил да се откажеш воопшто, дали си бил на тоа да се откажеш веќе или си се откажал па пак си продолжиш? Секој јутубер, јас ќе речам, во својата кариера која се таму, YouTube, ако барем еднаш ако не повеќе има размислувано за откаж. Така јас, значи имаш фотори, видеа, значи има навистина некојаш кога едноставно кажано не можеш повеќе да те мрзи, треба ќе кажам, и се случуваат такви работи. Но еве, сега за се снимаме и сега има некоја пауза, гледачите мислам за тие што мислам дека веќе 3 недели ставено видео. Во главно, мојот почеток беше 2013, 10 месец при крајот, и почнав јас отвари без коментирање како нешто, пошто секогаш мене ме занимавале игрите и биле хоби да речам, кейвер. И почнав се игри едноставно кажано, без коментирање, без фејска, без ништо. Почнав да ги покажувам, да ги прикажувам игрите, па потоа почнав полека да сваќам некои работи, што е тоа коментирање, па почнав на англиски, па така едно време тоа беше долг процес кога од англиски полека преминував во македонски, па леле брат, ќе те хейтаат едно друго, но сето тоа до сега функционира некако добро и се надам дека така и ќе продолжи да функционира. Така. Кажи ми сега, дали некој ти помогна во твојот почеток на YouTube, дали имаше од некои од јутубери кои што те хейтаат, значи поголемите јутубери, кој ти помогна воопшто, кој те поддржа, кој те подзеде во крило, како што можеме да кажеме? Ако ние се хейтавме со еден македонски јутубер, значи ние никогаш немаше добро дело да се случи и сега јас опet не би седел, едноставно кажам, бил некој нормално дете. Ако ние се хейтавме, немаше од тоа ништо да биде, но еден човек кој што навистина ми помогна е Рикс, значи не знам. Тој знае, јас знаеме, сите знаат дека тој човек го ценам како брат и едноставно кажам тој ми помогна и никогаш не ја заборавме права помош. Така. Штом го спомнавме веќе Рикс, поздрав за него. Штом го спомнавме веќе него, кажи ми тие некој твое мислење според тебе зошто Рикс воопшто се откажа и зошто не снима на YouTube? Пошто како што знам јас, Рикс уште кога почнав да ги следам македонски јутубери беше еден од најдобрите, слободно можам да кажам, со Minecraft, значи бум направи на македонската сцена на YouTube. Значи Рикс беше едно дете, и сега е дете, ствари сите сме деца, кои што почна да снимаат од хоби од зебанец. Но едноставно кажам човек да го работи 365 дена истата работа, да ја работи ке се измори. Така е Рикс, значи јас за Рикс сметам дека си изморен и заслужува некоја пауза, да речеме 5-6, една година нека биде.
И знам дека еден ден кога тоа ќе се врати, ама кога ќе се врати наистина едно огромно прашање. Така да можам слободно да кажам поздрав до Рикс и само тој си знае што работи и како прави. Не знам, Рикс е едно наистина добар човек и мислам дека заслужува пауза. И сега ти како се снаоѓаш надвор од мониторот од камерата, како што можеме да кажеме, како те препознаваат луѓето, дали ти бараат слики и други такви работи? Има луѓе кои што деца се не се луѓе, нема да кажам дека се луѓе, има луѓе кои што ме препознаваат, тоа се од прилика ќе видам искрен дечи на 6-7-80 години, кои што некој ќе рече брате каква публика имаш, секоја ти чест, деца се, па добро, некој се и тие ги немаат, но нема врска. Јас во главно публиката, не сакам тие да ги нарекувам тие луѓе фанови, пошто тие се поддржувачи или пак луѓе на кои што му се допаѓа тоа како работа, тие се за мене тие едноставно кажем ми даваат инспирација. Јас да фатам да снимам ново видео со да речем до најмална точка да го направам, за да биде фул видеото, тие едноставно кажано ме поттикнува за тоа, пошто јас пијам за нив и на нив му се вендисува, едноставно кажано да, му се вендисува тоа што работа ми, ме препознаваат како што кажав луѓе, но сега фанови, тоа многу мразам да ги нарекувам, така да држувачи се. Останете со нас, одиме со една песна и се враќаме. Što si mi draga, među nas se neko ide, brace mi širiš za zbogu, a ja se ne dam, što mi da rečam, te mogu, ne pozdiš ka nema. Zaborav da mi ne radi ko da je marama, ne staka me nema toga nešto ubiva. Možeš da pukaš po srce, veke me pogodi, so tebe se trudim dolgo, ništa ne odi. Zaborav da mi ne radi ko da je marama, ne saka me od toga nešto ubiva. Možeš da pukaš po srce, veke me pogodi, so tebe se trudim dolgo. Добро дојдовте повторно назад и тука сме со Дзик. Сега ќе те прашам што мислиш за спортот, воено поточно што мислиш за ракометот, како си задоволен нашите ракометари и што со тоа што го направи ти на европското првенство во Полска? Мислам ова што се случи сега требаше многу, мислам јавно да се случи. Едноставно кажам, но нема никој успешен спортист ако нема доживеено некој ваков пораз, пример сега како што бевме со Пилативе. Едноставно кажано, кога тоа што мораше да се случи, полесно го заборавиме и побрзо да го пребродиме. Што ќе кажеш нешто, кажи ми за нашата фудбалска репрезентација, како си задоволен од нив, искрено немаме пласман веќе некои 6-7 години на европско и на светско првенство немаме пласман. Како си задоволен од нив? Дртец. Така може да кажеме. Нека не ни се лутат. Извинете, друг беше Пандев, беше нешто сега. Добро, не знам дали си слушнал, но Пандев се враќа веќе во репрезентацијата, Пандев се враќа и ќе биде достапен за... Па да ти кажам искрено, многу фудбал не следам, значи многу малце најдам за Бајерн Мюнхен, за тие што не знаат, но не следам фудбал, следам НБА кошарка. Да речеме дека најдам за Бајерн Мюнхен, мислам дека Македонија фудбалери се дрва, а по градови да речеме по села да ги соберат има премногу деца кои што се талентирани и можат повеќе од Меси, јас мислам да направат нешто во терен. Така, се нужно нема нешто што не е нужно во спортот, значи кажи нешто за кошаркарите, значи пред една недела некаде следев надпревар Golden State Warriors против Cleveland Cavaliers, значи некако Golden State значи ги растурија цело време водеа со 25 разлика против Cleveland Cavaliers. Кажи нешто за таа утакмица како го се следи. Да, јас се допола гледам да не си го примија со 30 сега на поени. Кепс, нали? Значи Cleveland мислеа дека ќе направат еден многу активни имаат Cleveland направи еден многу актив, значи мораме да бидеме искрени да признаме дека направи една многу јака тројка игра, да речем цел тим го направи со клупа 6 и цела петорка, но
значи секој јака петорка или секој јак тим мора да си има некој јак против. Па така да Warriors за Cleveland се најдне, значи ноќна мора. Чака да, значи Warriors е во главно млад, не дека и Cleveland не се млади, значи или Леброн 31 година, може сигурно што 3-4 години зига, Кевин Лав, Кайри Ирвинг, Джерри Смит, така. Постаричок си, Иман Шамфер и Мозул, значи сите се млади, но мислам дека кога ги гледал Cleveland и Warriors, мислам дека Warriors ги доминираат не само не на шестне најдат ни за Cleveland, ни за Warriors, ами за Miami Heat. Значи кога ги гледам тие едноставно кажано ги доминираат и мислам дека пак ќе си ја земат титулата. Така, кажи ми ти, за кого навиваш во НБА лига? Како што кажав за Miami Heat, мислам пред да дојде Леброн, кога беше и откако замина, јас си навивам за Miami, за Вейд, за сега многу Хасан Whiteside, за новиот талент на Miami. И едноставно кажам, јас сум оцекуваш за Miami. Одиме со уште една песна и останете за нас, следува многу интересна тема, детството на Дазик. Значи, не само сите деца биде немирни и праве глупости, некои палави работи, но секој со границата, така да јас нашавост не си јазнам границата. Еве, кажи, например, ти наброи некои глупости што си ги правил како мал. Па да би пишал во на книга би требало да напишем, ама еве ќе кажем 2 или 3 може. Едно од нив според мене најинтересната е кога направив, кога бев во Охрид, пошто мајка и татко ми таму работи во ресторани. Тој си се капев тука во Охридско туба во Бариче езеро и легенда е. И демек, мислам она тука ресторанот си работи таму, не знам кај да е сето. И јас демек седавам се во водава, седавам и буквално цела кафана излегува за да ми изведе, јас мислам дека мислам седавам. И јас таму излеко едно друго, мислам си да видам тука онери шанкери кувари, значи се што имаше буквално се татко и мајка. И јас му викам, може треба да уиде и се татко ми фати со стапо и как ста. Нешто друго е. Нешто интересно како што Василе што го каже на луѓе. Има уште една работа, мислам така поинтересно. Тоа сум сигурен дека ги има кај тебе. Ги имаме, ја, Тоа што го слушав сум сигурен дека кај тебе има. Имам разни работи, ама другата е тоа што брат еднаш татко ми се од Германија имаш купено некој ковчег, мислам тоа беше пред 8 години, може би, значи тоа беше 7 години, 8 може би, имав неполни 8.
И татко ми сидел на седофа, го паркирав во дворот, влегав внатре, што ми купи, јас знаеш напор. И излегувам јас надвор, голф како што си беше паркиран, земам со камер и си цртам на шоферската страна кај што е вратата, цртам цртежот од детство, кој што сите се има цртан вака во крајот на сонце, на кујчерка, вака кој што цртја дивна, ама тоа сето со камер, знаеш, не го цртам. И после мајка ми гледува што се случи, како се случи, ама тоа бях малку него. Така. Се враќаме Ќе на... го сечиш, вака гангстер лайф. Тоа направо како направи како гангстер, една штука, до така да го јачам. Така, се враќаме на темата гейминг. Значи, кажи ми според тебе омилена игра која ти е така? Милена игра има многу, значи. Ја не сум геймер, ама обожавам да играм игри во слободно време. Слушнал значи дека ти е омилена игра Minecraft. Кажи ми нешто за твојот живот во Minecraft, за твоето искуство со Minecraft, нешто, раскажи ми. Јас и Minecraft многу се сакам. Просто ме тоа се растажиш. Се додека не излупнем 2 милиона да може за белки. Шала на страна, дечки, значи тоа што сме го слушнал и тоа што го знам, не само што сме го слушнал, дека Зик воопшто не ја сака Minecraft, тоест неговата мајши. Кажи ми нешто за Minecraft, тоест мајши и тебе, пошто знам дека ти имаше клипови поставени со Minecraft. 10 или 11 делови. Така, кажи ми, пошто знам дека тие клипови доста добро ти одеа тебе. Што се случи за ти да прекинеш да снимаш Minecraft? Клиповите, брат, во главно беа добри, значи нема да се пожала ни на лајкови, на дислајкови, ни на прегледи. Пари на шарови, како што би рекол Витали. Значи, клиповите беа зверски, брат, значи имаше прегледи сето тоа, ама јас никогаш и пред да почнам да снимам мајши, не сум ја сакал да играм, пошто секогаш некако ми била детска игра. Ова и сермина сега некој таму што ми ти снима, мислам, ајде има и тие да ќе снимаат Пао Вито и доста други во Македонија, не дека ги хейтам, едноставно но кажам играта не ја поднесувам, играта е детска, значи седиш ти 24 часа пред монитор да играш некој, например, да речеме Call of Duty, GTA 5, Watch Dogs, да речем некои јаки игри, Star Wars, да фатиш вака коцки, да си играеш прето, значи она е некоја, не знам, она е нешто ретардирано. Така, сега, кажи ми која ти е стварно вистински омилена игра, значи, која игра сакаш, која игра, не мора да кажеш како омилена, него која игра најмногу играш? Видно, значи, ако кажам јас една игра дека ми е омилена од тие милиарди, другата дека се научи. Така, можам да кажам дека сакам премногу игри, ама ќе ти кажам топ 3. Трето место Sleeping Dogs, на второ место GTA 5 и на прво место, се може би некој ќе се зачуди и со глаза тастатура ќе знам. На прво место пред ќе ставам Mafia 2. Значи, зашто Mafia 2 пред GTA 5, тоа е еден story mode кој што е многу зверски, едноставно кажам играта ми е интересна и не знам, секогаш Mafia 2 ми става, GTA 5 иначе GTA 5 тоа ти игриш. Така. Значи, инаку само да ви кажам, според анкетата која направи нашата емисија, за оваа недела најиграна игра GTA 5, значи. Тоа е многу нормално. Тоа е не ова недела, тоа се 10, 15, 20 недели пред тоа, значи GTA 5 од како 2013, значи она излезе, ќе кажам, од конзола тоа се направи еден бум во геймингот и ти преку ноги да стане најпродавана игра во историјата на геймингот, тоа е што не знам, брато, не е стварно страшно. Што веќе спомнавме таа тема, кажи ми ти како изчекуваше, значи кога 2013 излезе за PlayStation GTA 5, како изчекуваше се да GTA 5, ја малку си не матна Rockstar со GTA 5 направи гейминг многу за тоа, не знам колку ме прегледи. Малку си не матна со тоа, ама во главно мислам дека чекавме се на наистина квалитетни игри, пример да го чекавме во исто како што чекавме со Ubisoft, да речем за Assassin's Creed таму и некоја. Ги беше разочарување, значи за GTA 5 навистина ги оправдаа овие 2 години што сме ги чекале и навистина е фул играта, така да секоја ќе спичека уште 5 години GTA 6 да излезе да биде подобро тоа. Останете со нас и следува една мала игра која приди за да Зик. Братче, имам едно изненадување за тебе. Таму ми звори капата. Да. И гледаме само нешто ново на главата на Дазик. Слободно можете, дали може камерата да фати вака овој кадар, да?
Нешто ново на главата на Дазик, слободно можеш да види. Значи имам една игра за тебе која предвидив. Играта се состои од тоа, значи јас ќе во тоа така ќе ставам неколку ливчина, на ливчината има имиња од македонските тубери, тоа се недобрите македонски тубери. Ти ќе си извлечеш од ливчината и ќе го изимитираш македонскиот тубер кој ќе ти се падне во ливчето, кој што ќе има таа среќа нормално. Значи вака, ставаш ето тие ливчина овде, јас тика од памтето му правиш чебабуџа баба и јас извлекам и го имитирам, така? Така да не? Ливчината се внатре, малку вака ќе ги помешаме, So Ray J went straight to the radio station the very next day. Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. JJ Fab. Може да се извлечиш слободно. Без да гледаш камерно само срти се. Кој ти се памта? Не знам кој се падна, ја прин камерата нека го види, ама јас слушам дека е... Хеј, Мартин Маседонија! Поздрав до Мартин Маседонија, ја има таа чест моментално да биде иземитиран од Дазик. Дизелашот наш. Здраво сте, поздрав да сте пред Мартин Маседонија во денешното клипче ќе ви кажам кој бе гангстер пред 20 години во Блешкот интерконтиненталното контроло во пеал. Значи јас и мојата екипа, знаете на гангстери од 90-тите, 80-тите, може побавно да кажам. Јас бевме Кристијан Голубоvić, чака на таа страна седе тука фут и влегуваме да го плечкаме интерконтиненталното хотелот. И влегуваме ние, она со палки сето, знаете на ние гангстери бевме кило зата кората и знаете на бевме сите фуда брат. Влегуваме и ја му викам на тој таму во казиното долка што беше на пријателче така нешто, тука се на му зеде многу пари на рулетот и јас седнувам, ударим ga 2 пута на рулет и сад му викам ај што си толико безобразен, скидајте Rolex, дај ключи од Мерцедес. Клинач. Благодариме Мартин Маседонија. Се враќаме на Дазик, Мартин Маседонија го поздравуваме. Доста му беше за денеска. Доста беше за денеска, значи... Чекај, овој човек мора да стане феймус. Така е. Мартин Маседонија, продава пач. Ми враќаш се капата. Нека. Тој што сака. Ви благодариме, дами и господа, тоа беше тоа од новиот серијал. Во првата емисија имавме гостин Дазик, значи се надевам дека ви се допадна ова видео. Доколку ви се допадна ова видео, оставете лайк, субскрайб и комент, значи коментар, тоест дека ви се допаѓа ова видео и да си продолжиме со овој серијал, да видиме друг гостин на овој тросет. Now turn up.